Добар ден, драги гледачи. Нов работен ден, четврток, уште малку е викендот, па ќе се одмориме. Ама сега нема што се одмориме. Денеска е црвена линија. Тина? Така, немаме време за одмор, туку имаме време само за вас и дискусија која што ќе ја започнеме со ова тема. Функционерите бараат да се штеди, а не сакаат да се солидаризираат. Ве прашуваме дали е ова преку леп не погача, туку буквално чоколадо. На 023076677 сакаме да ве слушнеме кој е вашиот став по последниве случувања токму по тоа колку треба да се штеди, како да се штеди, но некако функционерите како да не сакаат да го допрат својот джеп по тоа прашање. Токму така тоа прашање го искористивме да биде наше анкетно прашање на нашите социјалните мрежи Инстаграм, црвена линија и Телма телевизија, која гласи: дали ова преку леп не погача, туку чоколадо? Двете опции се да и не. Правилата се исти како секоја емисија. Имате време до рекламите да си гласате и нормално после рекламите ние ќе ги објавиме крајните резултати. А секако во продолжение и ќе ве потсетиме што да погледнете вечерва на Телма телевизија. Како државата ја дискриминира Комисијата за антидискриминација, вознемирување, дискриминација, сегрегација. Веруваат ли граѓаните дека можат да бидат заштитени и еднакви во својата различност? Вечерва во Вин-Вин дебатираат Весна Бендевска, Мартин Сопронов и Александра Цветановска. Така, тоа е вечерва што не сме да пропуштите, а сега што сите заедно не сме да пропуштиме е прилогот на нашата колешка Александра, што го има спремено за нас, па и за вас. Треба само добра волја и владина одлука за функционерите да се откажат од платите и да ги вратат во буџетот. Експертите контра премиерот Ковачевски, кој вчера убедуваше дека не можеле да си ги намалат платите, отиќе го прекршале законот за работни односи и тоа морало да се прави предпазливо. Универзитетскиот професор Борче Давидковски за Телма вели дека веќе имавме таков пример во пандемијата, кога тоа се направи со владина одлука. Давидковски вели државата има механизми за контрола, но тие мора да се стегнат за да се почитуваат препораките за штедење. Вели законите за работни односи за трговски друштва, на кој вчера се повика премиерот кога кажа дека ќе има санкции за функционерите кои нема да ги почитуваат владините мерки, не важат за јавниот сектор. Туку законски сите тие се должни да штедат, да работат ефикасно, како и да се добри домаќини. Давидковски порачува, ако владата сака да заштеди, да ги раскине договорите на дело со сите сомнителни хонорарци. Вели функционерите мора да го сменат менталниот код. За него е недозволиво во време на криза да се набавуваат 142 возила за 3,6 милиони евра, од кои некои луксузни, а да не се набават противпожарни возила и уште да не се сервисирани авионите за гасење на пожари. Владата донесе мерки за штедење, ги задолжи министрите и директорите да ги намалат расходите за стоки и услуги за 10%. Тие нема да смеат да набавуваат мебел и возила без согласност од владата, а ќе треба да трошат за 50% помалку за репрезентација, спонзорства и реклами и помалку да ги користат службените возила. Треба и да го намалат и бројот на службени патувања, но и на членови на делегации при патување во странство. А сега е веќе време, бидејќи од режија ни јавува, да го вклучиме и првиот гледач за ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Кој ќе биде коментарот ваш и став однос на денешната тема? Не е преку леп чоколадо. Они сакаат преку леп бадеми да направат. Бадемите се уште поскапи. Да. Или зејтин можеби најскапи? Да. Добро, понатаму? Сакам поздравам, супер ја водите емисијата, толку имам да кажам. Благодарам. Добро, сепак имате 90 секунди, се надеваме дека секој гледач ќе си ја искористи можноста за подолго да си го искористи своето време. А сега ние спремивме квиз, наградно прашање за вас, па да видиме што е целото тоа. Да не откривам многу, сами видете. Задача е да одговорите кој е политичарот што оди со велосипед на работа. Да имаме опција Оливер Спасовски, Артан Груби, Данила Арсовска можеби, Димитар Ковачевски, Марк Руте или Никола Груевски. Ева, ова е еден предизвик до сите оние кои што не следат денеска во ова денешно издание.
Еве, имаме подолг кадар за да може добро да забележите кој од овие опции е точниот одговор, односно кој е овој политичар кој што со велосипед оди на работа. Така, многу економично. А сега идеме со гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија 4. Ова Телма. Телма, така е. Без такви грешки Поздрав до ве вас молам. и до телевизија Телма. Искам да ви кажам, ова прашањето денески што ви е поставено е малку скакливо и дирливо на некој начин, затоа што она што владата на Република Северна Македонија го донес како одлука да сите, почнувајќи од директори, градоначалници, министри, председатели да направат максимално штедење во поглед на луксузите, возење со коли, трошење на патни трошоци, надворове, кој делегација, тоа е многу добро поставено, али како се спроведува. Предвидејќи господинот мој професор Борче Давидковски го коментира. Јас да го повикам Борче Давидковски да дојде тој да биде министар или председател на влада, па да работи без пари. Ова е срамота за негова работа. Тој во времето, вие не знаете, али Аспарух Радевски знае кога беше член на некои комисии, кога земеше огромни пари и никош не викаше доста. А сега веќе кога не зема ништо, онда кажува да се откажеле функционерите од платите. Видите, таа влада на Република Северна Македонија нема да биде влада, ќе биде онда овчарска влада, затоа што нема да функционира. Без навредливи зборови за да не ја вклучиме црвената линија. А и нормално без спомнување на имиња. Така, и тоа е за подсетување. Значи да се држиме во рамките на пристојниот. Во рамките јас се држам на темата. Темата не може да кажува некој дека темата е таа. Така, темата е функционерите бараат да се штеди, а не сакаат да се солидаризираат. Дали е ова преку леп, не погача, туку чоколада. Идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, ова не смееме јас и Тео да го заборавиме, да го Златно правило. напоменеме, бидејќи така подобро ќе не слушате. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, црвена линија. Не ве слушавме што мислеше претходниот гледач, вие? Пред малку се вклучив, видов некој наградно прашање таму. А така да го вратиме, Така, да го сакате вратиме, тоа да го видите. видите. Одговор, одначе кажам, одговор под Д. Марк Рутер. Марк Рутер е точниот Одговор. одговор, тој е холандскиот Ни случајно премиер. некој од другите кои беа наши функционери. Еве, ваш коментар, дали сметате дека сушност греши вака што оди на работа? Може би треба да има последно не ауди? греши. Не греши, не случајно дава пример за сите други наши. Па гледате, дури јади јаболко, што може да се види. Здрав живот си води. Здрав живот води и мора да забележиме дека тоа и добро се рефлектира на линијата. Нашите функционери не само што возат луксузни возила од 40-50 илјади евра, него покрај нив води и обезбедување од 3-4 други возила. Само намалете го тонот на телевизорот, ве молам, за да може јасно се слушнеме. И според вас дали е ова преку леп не погача туку чоколадо? И повеќе од чоколада. Како рековме, зејтин. Зејтин, да. Зејтинот има цена. Да, нека биде така. Добро, ако е тоа се, тогаш благодарам што се вклучивте во црвена линија и што дадовте одговор на прашањето. Но може би некој од вас смета дека тоа не е Марк Рутер. Може би сакале да видиме некој друг на велосипед. Како и да е 0230766777. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Ало? Ало, да. По црвена линија сте? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Среќен и убав ден. Благодарам истина вас. Функционерите бараат да се штеди, а они не штедат. Па мора обичниот граѓанин да штеде, сиромазиот да штеде, не они да штедат. Значи може некој странски функционер да го видиме како оди на работа со велосипед, како јаде по патот, а не таму да го одвои времето да јаде. А кај нас не избегуваат од ресторани. Јадат, пијат, таму ќе се здрват на столот. Како седат они? Се изедоа, го изедоа обичниот граѓанин.
го изедоа земјоделето, го направија сами да се бендисаат, а они некој се возат со државни возила. Семејствата си ги возат со државни возила. Значи јас сум таму, јас сум главен, тоа возило мора мајка ми да однесе на болница, тоа возило мора брат ми да го однесе до таму. Така сестро Милна работат. Значи дајте млади, дајте способни, кои што ќе ја водат на прав пат државата и народот. Пријатно и многу фала. Благодарам и вам што се јавивте во Црвена линија. Еве како инспирација да не биде дека само младите нели преферираат јавен превоз или велосипед. Австрискиот председател, премиер еве, е регистриран од сопатниците како се вози во автобус, значи Така. воопшто ништо не му пречи, да туку може да се види и во метро. И ето, тоа е тоа што ќе го потенцираме, најверојатно и од австрискиот врв немаат проблем да користат јавен превоз. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Поздрав до вас, двајцата водители. А Благодарам. јас сакам да кажам дека кај нас не се вози на точак. Тоа е срамно да нема се вози на точак. А дали јас да ги прашам нашите пратеници, нашите министри, дајте го откажале од ручекот, да не ручат там дома да си јадат. Зошто? Зошто дома ќе си јаде, се даштели, а не да јаде таму ресторант. Каде има бесплатен ручек во ресторант за работникот? За работникот нема ручек. Те работи, ќе си плати ручекот. А они имаат ручек. Они има многу да се откажат. Од тие дневници, банажи што има куп работи кои треба да се откажат да не да стенат. Но тоа нема да се видиш, да тако да откажат од администрацијата, да откажат. Тоа нема врежуѓе, нема заштита, ако нема. А не само за вас да има, за луѓето да нема. Јас ќе кажам дека тоа не е парламент, тоа е едно забавиште кое не може да му се начуди. Тоа е луда бара. Не може тоа ближе потребно. Бидете поздравени, благодарам што го споделивте вашето мислење со нас, а сега ви ни дадовте инспирација Да, сега да покажеме видиме еден што пост. најдовме од Твитер. Имаме од Џорџ Вашингтон, кој гласи: Труда е државата каде што ручекот на владините функционери е поевтин од тој на студентите. И сега за нормално ви да видите побо, ќе зумирам. Еве ги цените. Еве салата, гледате. домат 35 денари, цвекло 20 денари. Идеме тука што видов. Опа. Краставицата 20 Не, денари. мене друго ми фати око. Бифтек 180 денари. Бифтекот е 180 Да денари. видиме подале што има И за да розбив. види. Така, десерт баклава 50 денари, скромно, тоа ми се допаѓа. Она што секако следува е нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Како сте? Ало. Како сте да прашаме? Ало. Црвена линија ве Телма. слушаме. Како сте? Добро. Добро, Телма. има. Да слушнеме сега. Им видовме имени во собранието. Сега, кој ќе биде вашиот коментар? Ало. Намалете го тонот на телевизорот на 0 за да може Ало, јасно. Телма? Да, црвена Да, линија, да, се црвена слушаме. линија, продолжете. Не само да штедат, директорите, градоначалниците извештаи да дават секој месец колку да штедили. Така. Слушама? Ова е интересно да приложат, значи колку заштедиле. Секој месец, а не градоначалниците ни една година извештај нема да дадено кај ова прави. Само смеја, че заминат е крај. Колку крадиле, никој не знае. Според вас се има ли чаре никако повеќе да штеда, да се солидаризираат? Солуција некоја според вас, да. Но преку лет когато не заите, мет јада. Од 500 денара, 1000. Најскапиот. Здравени. Ај, чао. Добро, имате уште 11 секунди, но ако тоа е се, благодарам што се јавивте и го споделивте вашето мислење со нас. Зборуваме со следен гледач. Добар ден. Да. Добар ден, вклучени сте? Добар ден.
Црвена линија. Да, црвена линија. Една и единствена. Сум од мојата слушате ме? Да, ве слушаме, продолжете. Па јас не ве слушам само, ве слушам. Ето така. Браво. Намалете го тонот на телевизорот, златно правило. Зошто? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Ало, зошто председател Бранко Црвенковски, нашиот председател? Ама тој сега не е веќе на функција по и многу другиот време. председател да не следат. Само без имиња ве молам, тоа е едно од нашите златни Браво, правила. ајде да видиме они да кажат македонци знаат, ние ќе се откажеме. И намалете го тонот на телевизорот. Не може Македонија да има три председатели, секо еден пат председател. А треба ли да се штеди? Вечно председател да биде, има друга работа, нека работа. Ма треба ли да се штеди? Браво. Фала и многу фала и сите треба да седат. Благодарам што се јавивте во црвена линија. За секој нареден гледаш, држате се до темата, ве молиме, сакаме навистина да слушнеме што мислите по последниве случувања, а тоа е дека се најавуваат антикризни мерки кои што ќе ги задолжи институциите помалку да трошат, но некако се добива впечаток дека функционерите, барем што се однесуваат до нивниот джеп, Така и сега нема време да се фатат. да прочитаме коментар од Кристијан за нашата тема. Нивните трошкови и плати се најголем расход за држава. Апсолутно ниден политичар туку не прави ништо добро за државата. И уште ќе кажа дека ако во едно семејство двајца земаат минимална плата, би се покриле трошковите. Така, благодарам што коментирате, продолжете на Facebook и на Instagram и Twitter да пишувате, а ние вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Функционери барат да се штеди, ама за чив буџет? За нивниот личен буџет, за нивните джебови, а не за буџетот на народот. Они парите од народните пари од буџетот го земаат лично за нив. Буџетот не им стига нив. Тачно сте пишале. Преку леп погача, а преку погачата и чоколада. Нив не им е гајле воопшто за народот. Како се снаоѓа и што се снаоѓа баш сега. Во овие три кризни жаришта, да се каже, за народот. Како ќе штедат? Они не може да штедат. Нема шанса они да им се испразни джеп. Они имаат што да штедат. Народот нема што да штеди. Ни па ќе има, ако вака се продолжи. Ова само што поврзи предвремени избори. Ова да се смени. Да дојде влада како што треба да се работи во корист на државата и на народот. Овие пратеници сите тамо што се 120 се народни пратеници, избрани од народот, за народот и за државата да се грижат и да ја изведат државата и народот на прав пат. Благодарам многу, извините и пријатно. Ма никако извинувајте, секако добре дојдени сте на 0230766677, секогаш да се јавите и да кажете ваш став. Така, сега имаме на следен пост од социјалните мрежи од Пепи. Трговците ги казнува ако имаат маржа на некои производи. Јас мислам дека имаме пазарно стопанство. Министрите и директорите на ЈП утре да волонтираат во духот на кратење на непотребни трошоци во услов на криза. Точно, тие се комплетно непотребен трошок, не само во криза. И Весна со свој коментар, тоа е малку тешко. Лесно е да кратиш од друг, ама од себе малку тешко. А секако ние нема да ја скратиме можноста да ве слушнеме и овој пат во црвена линија и веднаш имаме гледач што е добро. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Поздрав за водителите и за Голем поздрав и до вас. Благодарам. Ви благодарам. Да си го кажам мојот став. Во Франција, Луј 14,
кога почна да троши народни пари со неговата Марија Антоанета, а народот страдаше за леп, изјави дотичната, ако немаат леп, нека јадат колачи, нели? Меѓутоа им следуваше гилјотина. Силата е во народот, во тој што го произведва лебот. И може народот да штеди доколку е потребно, пример, за живот за еден месец, 40.000 да зема народот барем 50, па со големо штедење, со добра економија, домакинско работење, да заштедат 10.000. Доколку потребно е 40.000, а тој не зема ниту 18, не знам од каде ќе ги измисли тие другите 22.000 за да го преживи месецот. Сите функционери кои пред да дојдат на власт ги флаери, ветувања и сите тие работи ги пласирале до народот во сите Времето за жал истече. Внимавајте секогаш на тајмерот по кој знае кој пат подсетуваме 90 секунди. Сепак благодарам што се вклучивте во црвена линија. Така, сега малце се префрламе на социјалните мрежи, односно на Facebook, во коментари. Од Игор, здраво! Поздрав до емисијата. Функционерите бара да се штеди, а не сакаат да се солидаризираат. Би рекол, они како авторитет би требало да се откажат од некои нивни привилегии и да покажат барем тронка совест и добра волја, но после изгледа тешко на обичен човек. Така, во продолжение на 0230766677 вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте. Одлично ве слушаме, сте на линија. Благодарам. Па вака, ја ми се чини дека не само функционерите, ние сите треба да штедиме онамо каде што може и мора да се штеди. Но морам да им замерам на функционерите, затоа што прво тие не појдуваат од себе да штедат. Кога беше оној момент да примаме сите минимална плата од 14.200, тие не се сложија дури ни еден денар да им се намали од намалат од личните примања. Што барате од тие политичари наши, значи многу скромни, што не сакаат, значи да скратат еден денар. Но ние како граѓани, како учесници, маченици во оваа ситуација, значи ги почитуваме сите тие норми и секогаш сакаме да заштедиме од два аспекта. Прво, немаме пари доволно, немаме средства, а од друга страна, значи, викаме да има и за другите, но не и да ствараме резерви, а некој да не може да земе, да речеме, 1 кило лепен, кило макарони, масло и така натака. Значи, нашето е далеку повредно и по-квалитетно однесување во однос на нашите политичари. Јас би ги поздравил сите политичари, барем еднаш, во својот мандат, секој лично да се изјасни и да каже, јас го почитувам овој ред. Благодарам што се вклучивте. Така, сега може да видиме пост од Твитер, светот, да видиме. Власта решителна против луксузирањето. Им се брои секој лубрикант на функционерите. Нема повеќе луксузирање. Така, еве и во продолжение ќе потсетиме уште еднаш дека функционерите нема да се фатат не само за сопствениот джип, туку и не можат да ги намалат платите затоа што со тоа ќе го прекршат законот за работни односи. А ние не го кршиме законот, туку веднаш го почитуваме со тоа што вклучуваме нов гледач. Добар ден. Така е, добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Пред да го добиеме, мислам дека може од режија пак да побараме наградното прашање, да им покажеме на гледачите како тоа сето изгледа и кога ќе савите, секако може да одговорите и вие. Ако може да го покажат, за да видиме, знаеш, наградно прашање се секако. Повторно прашуваме кој е политичарот што оди со велосипед на работа, дали е тоа Оливер Спасовски, Артан Груби, Данила Арсовска, може би Димитар Ковачевски, Марк Руте или пак Никола Груевски.
Така, ве очекуваме на телефонски Еве број. следниот, да, кој ќе се јави. Во рамки на тие 90 секунди може да одговорите. А исто така, покрај телефонски број 02307666, ве очекуваме на нашите социјални мрежи, на црвена линија Инстаграм, црвена линија Твитер и црвена линија Фејсбук, во коментар на тема на денот, исто така и во меседж, односно порака, да ни пишете, да ни откриете вашето размислување околу главната тема. А Тина сега? Гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, ќе биде кој ќе престани војната. Здраво да речем. Добар ден, секако. И ние така Секако, сакаме. апсолутно. Но што Тоа е со така, штедењава? кај нас и во некои слични земји е така, а посебно кај нас, воопшто нема правен систем. Затоа таква слобода. Тие излегуваат и од нивните надлежности, злоупотребуваат од нивните, да речем, можности како функционери што си ги изгласале, што нема никаде во никоја западноевропска држава и нормална држава. Ево и да испоменеме и кај источниот сосед. Не е толку така. Гарантирам. Словачка, Чешка. Ево, тие не се западни, тие се по последно време вклучени во, да речем, развиените земји во Европската унија. Кога ќе се приближат изборите, да ги условиме, ние само можеме да направиме, да ги условиме. Нема никој на гласање, или ќе бойкотираме ние, додека не се прифати како во Шведска или во Холандија или во некоја слична земја. Никако да не прифаќаме. Сами ќе си укинат тие. Добар дел од нив има и полтрони. Ама и полтроните кои ќе видат маса, минимум 50% сме ние, што не сме никакви полтрони. Значи 50% жители во Македонија. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Идеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот на 0. Ало? Да, ве слушаме, црвена линија. Добар ден. Ало, јас сум на линија. Така, вие сте на линија, повелете. Добар ден, поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Свака ви час, супер сте. Вака сега, дали треба да штедиме, така? Па мислам дека треба да штедиме. Па функционерите бараат да се штеди, а ни сакаат да се солидаризираат. Најмногу за тоа зборуваме. Па да, ја мислам дека треба, затоа што знаеме у какво време живееме. Сите, не само ние, него цела Европа. И ние да штедиме, па и функционерите треба да штедат. И тие малце да поднамалат таму дневници, ти реков, не рече, сите тие ретработи. А да сме толку сиромаси, не сме, кој се една гледачка сега пред малце што се јави, и затоа многу бев упорна да вртам, малце ме така подизнервира. Демек, овие не штеделе. Ако штеделе, штедеа тие напред што беа. Никој не го треба сите да си завратиме ракаите и дека треба малце да си сватиме работава озбрун. Не е само кај нас криза, криза е секаде. Ние пак кај нас алауди им е свака им час на власта, можам да ги поздравам, затоа што многу работи намалија, а у Европа 30% е све покачено. Од бензини, од зајадење, све, ја имам си иностранство и ми кажува дека браво, вика мамо, за кај вас. Алаудин Колкава е минималната плата таму? Молам? Колкава е минималната плата, например, не знам синот каде ви е, колкава е минималната? У Шведска е. Во Шведска. Син ми е у Шведска. Истече времето. Добро, сега го останете до крај со црвена линија. Благодарам што се јавивте. Идеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Е, така. Да, ве слушаме. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот. А доека го добиеме на... Имаме гледач, добар ден. Слушаме некој смења, намалете го тонот на ТВ приемникот, нас да не слушнете. Значи, јас сум на линија, вајда ТВ приемникот е исклучен скроз. Одлични сте. Супер, така треба, Одлични. повелете. Значи вака, функционери...
Добро, додека повторно се конектираме и добро се слушнеме, ева имаме уште еден коментар. Така, имаме порака од Гоце на Facebook, која гласи... Се слушаме? Да. Ало, се слушаме? Се слушаме, ќе се вратиме на коментарот, да. Дали не слушате црвена линија? Ја ве слушам вас многу убаво, не знам дали вие ме слушате. Почнете, еве, ако не гледате, почнете. Одлични сте, ве слушаме одлично. Повелете. Тајмерот е Добро, ресетиран, јас сум вие друга сте. гледачка или функционерите барат да се штеди. Значи не барат, него треба да се штеди. Дали е ова преку леп погача, ова е не преку леп погача или чоколадо, не знам што да кажам, можам да кажам шампањаc, малце полуксузно. Затоа што луѓе во ваква криза и ја слушам претходната гледачка во другите држави покачиле. Па добро, дали знаеме, ајде не сакам никого да потенцирам, кои плати ги имаат во странство и нивното покачување и нашето, како може да се спореди? Ја не знам дали во странство негдека има некоја пензија со 200 евра, не знам уопште. И кога им кажеш на некој од странство, они се чудат, вика, како вие живеете? Еве, јас сум имала прилика да слушам, вика, како вие живеете со 200 евра? Значи, не можам да сватам кога ќе речат дека во странство се покачило кај нас едно, па кај нас ништо нема, јас сега доаѓам од маркет, ништо нема намалено цените. Ја не можам да сватам оваа влада како мисли да работи. Намалува таму, не знам, од пензиите, што зима таму, па додава по 3 месеци, па само 3 месеци не е криза ти да дадеш по 1000 денари, 3 месеци накај нас веќе кризата е 2 години. Ја не можам да ги сватам како не можат. Се луксузираат коли. Ма значи треба бензин, телефони, тоа јадење што јадат у собрание таму без пари со некој не знам. Времето истече, благодарам за јавувањето, останете со нас. Да прочитам еден коментар сега кој на Facebook и таму се коментира доста. И вас ве цениме, нормално. Коментарот е од Гоце, односно пораката, и гласи: нека појде некој претендна од поскапите гостилници. Секоја вечер има по 10 владини возила со полициска придружба. Секоја вечер. Јасно е како штеати се солидаризираат. Благодарам за Гоце што коментираше. Преминуваме на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Одлично ве слушаме, во црвена линија сте. Вака сега, да гледаме двајцата тука. Добра емисијата е, сега јас ќе ви кажем, јас сум пензионер. До 10.200 денара пензија. Добро. Знаете ли јас како штедам? Та вајде купувам еден леп од 35 динара. Значи, доручокот ми е пола кило леп, а ручак немам и пола лебот ми е вечера со некоја си паштета. Како да штедам, ја не знам. И како да живеам, още не знам. Не ми е јасно. А камо ли нешто друго да купам? И ги слушам луѓе, добро ми е. Како може да ми е добро со 32 години работен стаж, со 10.200 дена пензија? Дали ми е добро мене? Кога ќе ми дадат уношињата кај мене, да се кријам, фактички, да кажам не сум дома, нема што да ми дадам. А имате ли коментар еве за тоа што функционерите не се во можност да си ги намалат своите плати, бидејќи така ќе го прекршат законот за работни односи? Не така, како не е во можност. Не може да сватаме да Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Идеме со следен гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. А се јавам за наградното прашање. Да, одма ќе покажеме веднаш. Да го пуштиме да видиме. Ајде. Како изгледаше се до тоа? Еве ова еден политичар кој што оди со велосипед на работа. Но прашањето е кој е овој политичар? Дали Оливер Спасовски, Артан Груби, Данила Арсовска, Димитар Ковачевски, Марк Руте или пак можеби Никола Груевски? Марк Руте. Така, дали знаеме на која земја е премиер? Во Австрија.
Холандија. Холандија. А кој ќе биде вашиот коментар? Еве, дали сметате дека можеби нашите функционери не е лошо да почнат да одат на работа со велосипед, да си јадат јаболка? Велосипед, тротинети, електрични тротинети. Не е лошо. Пеш, јавен транспорт? Јавен транспорт исто, да. Така, како го коментирате тоа што едноставно се добива впечаток дека не ќе да се солидаризираат со она што го барат, а тоа да штеди народот, но не и тие? Немам некој коментар моментално. Добро, имате уште 60 секунди. Дали ова може би ситуација преку леп не погача туку чоколадо? Па е ситуација. Ако чекуваат нешто од некој друг, треба прво тие да го направат нештото. Тоа би било се или сакате уште нешто? Тоа би било се. Благодарам. Секако останете со црвена линија и понатаму. А во продолжение, додека очекуваме на 0230766777, еве и интернет заедницата има интересни објави. Ова е нешто што сакаме да го прокоментираме со Тео од црвена линија. Извадок од Твитер, да го видиме заедно. Ама еве што е важно. Значи, ова е некогаш објавено на 29 декември, дури далечната 2017 година. И што гледаме? Луксузен автомобил за секој директор, нова владина мерка или епидемија на луксузирање и трошење на народни пари. Сега се поставува прашањето дали овие трендови на луксузирање од како почнаа, можеби воопшто не завршија. Така да не случајно баравме и истражувавме што има се објавено наназад на Твитер. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Кој е вашиот коментар? Се слушаме? Да. Еве ви конкретно ќе ви кажам како може да се заштедат 100.000 евра. Ајде, да слушнеме. Се јавувам од Битола. Поздрав до Нека Битола. ми објасни некој што во Битола и за Битола и за државата направија битолските конзули. Освен што сите возат коли без давачки, најскапи, од 100.000 евра, сите купуваат мебел без давачки, при то ниту градот, ниту државата нема ефект. Јас да сум како владата, одма ќе ги прекинам овие привилегии што ги имат конзулите. Второ, нека ми објасни некој како е законот за возење на возила со бугарски таблички. Таму законот убаво стои. Со бугарски таблички може да се возат само луѓе кои што имат бизнис во Бугарија и кои што барем пола од времето го поминуваат во Бугарија. Сите возат коли без давачки, одат еднаш годишно во Бугарија да ги регистрираат колите и никому ништо. Мајко му стара, за најобични работи не бива. Затоа, еве овие две работи се, имам уште 20 на секунди, еве, што конзулите направат да користат такви привилегии и што сите овие со бугарски... Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Така, сега малце време да се свртиме кон социјалните мрежи, односно на Facebook. Во месеч имаме порака од Пецо, кој гласи: Здраво! Штедењето кај народот е од што мора, додека функционерите е декларативно на хартија. Поздрав! Поздрав до Пецо. А сега време да земеме малку здив и да одиме со реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање, односно анкетата, која гласеше: дали ова преку леп не погача туку чоколадо? Да, 86%, не 14%. И вака изгледа анкетата, а сега на брзина идеме кон нашето следно. Имаме коментар од Зорица. Да отворат ресторани за пензионери со мени и цени од владата и апетисани што јадат господата функционери. Еве уште една идеја и за завршница ќе посетиме дека глобалната нафтена криза од минатиот век ја претвори Холандија во земја на велосипеди. И токму затоа го имавме и холандскиот премиер кој што ноншалантно и одлично изгледа со јаболко во раката оди на работа. Одете пеш, возете велосипеди, штедете и гледајте црвена линија и Телма телевизија. Така е, чао, чао.